Добар ден, почитувани гледачи. Карциномот на дебелото црево е многу често малигно заболување, сериозен проблем за современиот човек кој зема епидемиски размери посебно во развиените земји. Како кај повеќето или пак некои од малигните заболувања, така и кај карциномот на дебелото црево важи она правило дека колку порано се дијагностицира и открие, толку подобра ќе биде прогнозата на оваа малигна болест, која за жал не само повозрасната, туку веќе ја погодува и помладата популација. За сето она што значат битни и важни информации за карциномот на дебелото црево и превенцијата и раното откривање, симптомите, причините, ризик факторите, но и она што е многу важно, третманот, односно хируршкиот третман на карциномот на дебелото црево, ставајќи посебен акцент на лапароскопската хирургија. Денеска во визита разговараме со професор доктор Владимир Димов, специјалист по општа хирургија, субспецијалист по дигестивна хирургија од клиничката болница Аџибадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден на вас и так. на вашите. Доктор Димов, на самиот почеток еве да го искористам моментот и само она да го кажам кое што се однесува на вашата професија долгогодишна и сето она што успешно се го работите и го правите како еден од пионерите на лапароскопската абдоминална хирургија и еден од најпознатите експерти за лапароскопска хирургија во Европа. Има уште многу работи кои што ќе ги спомнуваме во текот на емисијата, надоврзувајќи се и најавувајќи го и она што за некои нецели десетина дена ќе се случува овде, е многу важен и значаен настан. Задоволство. Така. Велиме, ќе ставиме акцент на лапароскопската хирургија. Може ли на почеток само општо во неколку кратки збора да кажеме колкава е застапеноста, колку е сериозно ова заболување и загрижува ли фактот што освен кај повозрасната, ако порано се сметаше дека постарите заболуваат, сега веќе е застапено и кај помладата популација? Оваа болест во контекст на целиот бум што се случува на малигните заболувања е можеби една од водечките, која што има еден огромен пораст, кој што секој ден е поголем и поголем, се повеќе и повеќе случаи има во најразлични фази кои се откриваат, а во исто време она што загрижува особено покрај порастот е тоа дека долната граница на болеста, на појавата на болеста секојдневно се спушта. Така што веќе појавата на оваа болест ја имаме не само кај помлада популација, имајќи предвид 30 годишни луѓе, него дури и во детската возраст. И тоа во моментот е еден многу актуелен светски проблем, кој што се бави со причините, зошто до тоа доаѓа, каде е тука местото на личната хигиена, каде е местото на начинот на живење, каде е местото на загадувањето. Комплексен е многу проблемот, меѓутоа, независно колку е комплексен проблемот, резултатот е тој. Спуштање на границата, на возрастната граница на појавата на карциномот, енормно зголемување на бројот и денеска имаме една ситуација која што на вистина веќе на многу места во светот се кажуваат како епидемија. Тоа е буквално една епидемија и проблем со кој што секојдневно се судираме. Тоа е проблем на развиениот свет, тоа е проблем и наш. И кај нас тоа, сите колеги кои што работат и пациентите и луѓето кои што обичните луѓе веќе скоро не познаваат да немаат некој од својата околина кој што тоа го има. Така да проблемот е многу сериозен. Како што спомнавте и пред емисијата, минатата работна седмица сте имале неколку операции на карцином на дебело црево. Па видите, карциномот на дебело црево во оперативната хируршка, во дигестивната хирургија секојдневие. Ние скоро да немаме ден да не сме оперирали, ние зборувам кај нас, тоа веројатно се случува и во другите установи исто. Така да со таква една застапеност не можеме да збориме за инциденца, за случајно. Зборуваме за една многу масовна појава со која што најверојатно и пристапот и се треба да биде различно со цел да се види кои се причините за таа работа. Да. Со исто вашето долгогодишно и богато искуство и надвор од границите на Македонија, може да направите споредба како на ваквиот проблем таму се гледа, што се прави, што се презема, каква е состојбата овде кај нас и на што треба можеби малку заеднички сите да поработиме? Ете, борбата против карциномот, против појавата конкретно за овоја и за сите други е многу комплексна. Таа борба треба во суштина да се содржи, да ги содржи најмногу елементите на превенција. А елементите на превенција за она што е јасно, се знае кои се. Тоа се рано детектирање на ризичните групи кои што имаат генетска оптеретеност, рано детектирање на оние состојки на храната кои што и начин на живење кој што може да доведе до тоа, превземање на мерки за испитување, рано докажување, бидејќи целта
на спречување на болеста треба да биде во незината превенција. Секако, дека секојдневно растат можностите и за незиниот третман, и диагностика и третман. Тоа значи дека оперативата е поефикасна, осим оперативата, другиот третман кој што се добива исто така е поефикасен и добиваме многу подобар резултат во преживувањето на ослободувањето од болести и така, но секогаш ќе напоменам дека најважната работа не да го употребуваме само како флоскула. И за секоја болест, така и за ова е Само да велиме превенција. превенција ни е потребна, да не преземаме нешто Се конкретно што и ќе да вложите правиме. во превенцијата е многу поевтино и многу поефикасно од тоа што ќе го вложите понатаму во справување со болеста, бидејќи тоа е и поскупо, и поболно, и со понеизвесен завршеток, понеизвесен дали тоа ќе биде успех или неуспех, за разлика од превенцијата. Превенцијата ги дава најдобрите можности за имање на добар резултат во борбата. Да. За малигните заболувања обично се вели кога ќе почувствувате некаков симптом или некаква промена, значи дека веќе нешто почнало да се развива. Ние денеска живееме во време на една карцинофобија. Луѓето на секоја болка придаваат најразлично свое толкување и што е најважно од све, дека и покрај тоа што има таков страф и такво толкување, не се Не обраќаат одат рано на да лекар. побараат Да. помош за таа работа, него се јавуваат обично покасно. И затоа е многу важно. Важно е човек да не е параноик, нели? Но важно е исто така да има една општествена свест која треба да биде изградена со податоци, со информации, која што ќе го упати во право време да се обрати и да побара помош за се она што не му е јасно за неговата здравствена состојба. Така, колоноскопијата е златниот стандард во диагностицирањето, а потоа и следењето на состојбата откако веќе нешто ќе се диагностицира, но постојат ли претходно и други некои прегледи кои што се земаат во предвид или се прават, така, за кога ќе се појави сомнеш некако? Колоноскопијата е суверена во диагностиката, тоа е јасно, бидејќи осим тоа што ќе го видите со голо око, можете да земате примероци за патохистолошки испитувања, така да таа е суверена. Покрај неа, мора да кажем, дека постојат и други, например, рентгенски методи, виртуелни овие испитувања кои што може да прикажат горе-долу еднаков резултат или сличен резултат, но колоноскопијата е таа која што е суверена. Проблемот е што вие не можете секој еден пациент да го пратите на колоноскопија, бидејќи тие ресурси се ограничени, нема доволно луѓе за таква работа и друго треба да има правила. Кој пациент и кога и каде ќе се праќаат, со цел да се добие ефикасност на работата, да не се прегледуваат само здрави луѓе, него да се доаѓа до резултат, да има ефикасна колоноскопија со наод во што поголем број на луѓе, за да биде она корисна за сите. И колоноскопијата како диагноза е суверена во откривањето на болест. Велиме во превенцијата од 50 годишна возраст треба да се направи како редовен скрининг, а онаму каде што има потреба и порано? За или жал, кога тоа е нема и нешто, никаков тоа е проблем? нешто што важеше до скоро, но тоа нешто веќе не важи, бидејќи голем светски проблем во моментот представува спуштањето на границата на инциденцата на колоректалниот карцином кај многу помлада популација од таа што ние со години наназад сме биле навикнати да ја наоѓаме. Тоа беше болест која се викаше болест на возрастните луѓе, денеска веќе не е така. Значи денеска 35-40 годишни луѓе не се никаков раритет, не е никаква случајност, а да не збориме дека и границата под 20 години веќе не е заштитена од тоа. Тоа е толку многу актуелен проблем кој што еве јас сакам да искористам оваа прилика да кажам дека точно појавата на карциномот кај младите луѓе, кој што е во светски размер актуелна тема, актуелна и кај нас, и ние сега, на 13-14 април, организираме многу голема меѓународна конференција на колоректален карцином и неговата појава кај помладите луѓе со посебен осврт, која што самиот интерес за оваа тема дека осим Медитеранското здружение за борба против карциномот, каде што сум јас председател, болницата Систина, исто така и сите релевантни друштва во Македонија, како што е Здружение на хирузи, кој ќе земе учество на тоа. Здружение на хирузи, Здружение на гастроентеролози, Здружение на онколози, радиолози,
Здружение на гастроентеролозите, ги кажав да не заборавам, некој ќе ми замара, Лекарската комора на Македонија. Так. Значи, сите тие кои што учествуваат во третманот, диагностиката, откривањето на оваа болест и во нејзиното лекување не само хируршка, него и по друг пат, за комплетирањето на лекување, взимаат учество на оваа голема меѓународна конференција на која што имаме околу 25-30 гости од светот кои што представуваат секој од нив во својата област. Едни така релевантни луѓе кои што може да го пренесат искуството, се со цел. Значи, на оваа конференција да пристапиме на проблемот на правилен начин. Тоа значи да определиме кои се реално ризичните групи, кои се генетските оптеретувања, кои се истории во семејствата кои што ги има, кои што се важни, како треба да се прииде во диагностицирањето, како треба, кога треба, на која возраст од прилика треба да се тргне со тие испитувања различно од ова што е сега, за на крајот да видиме кој е најсовремениот третман на лекувањето за да се добие добар резултат. Јас имам таа чест и овде можеби прв пат да ги информирам гледачите и колегите, оние кои што ги гледаат, дека го очекуваме присуството, а каков е интересот и зашто оваа конференција е многу важна, бидејќи ние ќе издадеме и 3 брошури кои што веќе се издадени во 20 земји и ќе ги издадеме нормално на македонски јазик, кои што секоја по себе ќе треба да придонесе на македонскиот пациент да му го подигне знаењето, односно општествената свест кога и на кои рани симптоми кои што ќе ги добие, треба да обрати внимание, кој е начинот на здравото живење, бидејќи пораката е една, карциномот е болест кој што се превенира. А за да се превенира, треба посебен начин на живење, треба избегавање на ризичните состојби, оние што го оптеретуваат живењето и доведуваат до појава на ваква висока, страшна, би рекол, инциденца на ова заболување. И овие брошури ќе бидат достапни, речиси до секого, така во здравствените установи, тие ќе бидат секаде каде што во здравствените установи, тие се издаваат исто така со подршка на Министерството за здравство. Нивната улога е многу важна, бидејќи кај секој пациент, посебно секој може да се препознае во одреден период, секој може да издеше заклучок, секој може да го промени своето однесување, има нели време за таа работа, и да обрати внимание на раните симптоми да побара помош. Се до тоа треба да даде една повисока општествена свест на граѓаните кон опасноста од малигни заболувања, но не на начин да ги плаши, него да ги информира и да навистина обратат внимание кога тоа е потребно да побараат помош. Така, вашиот живот е во ваши раце. Порака која веднаш така ќе биде прочитана, забележана и ќе ги натера да ги свртат страниците понатаму за да видат што е тоа што би значило нешто добро за нас, доколку можеме самите да го направиме. Лапароскопската хирургија на карциномот на дебелото црево. Хируршкиот третман е единствениот начин. Велиме, ги споменавме накратко, така како причини, ризик фактори, симптоми, можеби нешто ќе се појави, можеби не. Треба да посветиме внимание на полипите, велиме секогаш да ги следиме, ама во зависност од тоа во каква состојба се, па и да не се оставаат. Така, за да дојдеме до... Сами по себе представуваат една потенцијално преканцерозна состојба и полипите сигурно треба да се отстрануваат, но тие за да може да се најдат, бидејќи не може секој човек да иде на колоноскопија, точно кај оние групи кои што се оптеретени со таа работа треба и да се прават тие испитувања и многу од карциномите кои што денеска ги имаме, развиени карциноми, во суштина представувале полипи кои што не биле третирани. Ако биле третирани, тие луѓе најверојатно денеска немало да имаат карцином. Така, да. Кога зборуваме за третманот или лекувањето, рековме хируршката интервенција е единствениот начин. Лапароскопијата си го зема така. Лапароскопската хирургија и интервенција си го зема веќе своето значајно место. Ако порано ја поврзувавме само со операцијата на жолчката, дека лапароскопски веќе жолчката се оперира и дебелото црево веќе тука го вклучуваме, така. Компарацијата за тоа што денеска во суштина операцијата на лапароскопските операции на дебелото црево представуваат златен стандард, исто како што представуваат и операциите на жолчниот меор денеска, нели, би рекол дека за секој ден, просто незамисливо, дека ако нема некакви посебни причини, би требало да оди тогаш како исклучок на класична операција.
Истото горе-долу е вака. И Жолчка, ќе јас сум еден од пионерите, го помина патот на сомничење, па дали е тоа добро, дали не е добро и така, и сега е сосема јасно, не треба да се прави. Горе-долу, почетоците на колоректалната хирургија во лапароскопијата се многу близко до тука, но требаше подолго време, затоа што во светот за се што се работи треба наука да биде базирана на докази. Тоа значи дека се чекаше еден период во кој што ќе се докаже да се види дали резултатите, не само блиските резултати, кои што се многу познати, тоа се мала болка, мал број на компликации, мал број на инфекции, рано враќање на работа, скратено боледување, помалку употреба на лекови, тоа се општо познати за секоја една лапароскопска процедура. Требаше се види какви се далечните ефекти во поглед на контролата на болеста, рецидивите на болеста и така натаму. Сега е јасно, докажано е дека хирургијата лапароскопска треба да биде најмалку еднаква на конвенционалната, осим овие предности други што ги има, или да биде подобра. Докажано е, постојат научни податоци, огромен е бројот на луѓе оперирани, сериозен е пристапот во анализата и е докажано дека апсолутната предност е на страна на лапароскопијата и лапароскопијата представува она што е Жолчката сега, тоа е златен стандард во лекувањето на карциномот на дебелото цево. И не само карциномот на дебелото цево, бидејќи тоа е дел од проблемот, него и на дивертикулумите на дебелото цево, кои што во живењето, кое што го имаме со продолжување на животниот век, стануваат се почеста патологија со која што се среќаваме. Пример еден има интересен, например, дека во Америка се прават отприлика околу 770.000 операции годишно лапароскопски, од кои 770.000 операции на дебело црево, околу половината припаѓаат на компликации или на третирање на дивертикулозата на дебелото црево, кој кај нас секојдневно ја гледаме, така што нема веќе дилема. Сега е само општествена задача тоа да го преточиме во реалност, да има доволно луѓе кои што тоа ќе оправат, да бидеме доволно опремени во здравствените установи, не само тука кај што ја и во неколку други, него секаде кај што се работи таа патологија, за да може таквиот третман да биде подостапен за сите граѓани и да сите граѓани имаат право на тој современ третман и на тој начин да ги добијат сите бенефити кои што тој третман ги дава. Зависи ли од степенот или фазата во која што веќе е развиен карциномот, хирургот одлучува така што ќе примени во моментот и каква интервенција ќе се направи? Ако говориме конкретно, не постои контраиндикација во поглед на тоа каква е фазата. Фазата може да биде напредната и за отворена операција која правите палијација, исто до тоа ќе го направите и во овој случај. Да разберат граѓаните, значи палијација значи дека кога не може да го тргнете основниот процес, се прави премостување за да може храната да помине или други палијативни процедури, бајпаси, повеќе познати во јавноста. Така да истото може да се направи тоа. Контраиндикациите, колку и да е чудно, не лежат во локалниот наот и во стомакот, обично лежат надвор од таму. Може биде срце, може биде некои тешки пулмонални заболувања и тие се релативните контраиндикации, релативни. Релативната индикација значи дека вие една операција можете да ја завршите на друг начин, но многу често нема никаква причина да не ја почнете. Можете да завршите класично. Ќе се почне лапароскопски, ако во самата операција ако во самата операција гледате дека, затоа што многу често пати го кажувам тоа, меѓутоа тоа е вистината. Конверзијата кога од лапароскопска ќе минете во конвенционална операција, отворена да кажем операција, тоа не го правите за тоа што е тоа неуспех ваш, него тоа во тој момент значи дека за тој пациент кој што е на масата е подобра варијанта. Затоа што во оваа хирургија и во секоја хирургија нема компромиси. Вие треба да направите она што е најдобро за пациентот, при што пациентот мора да биде максимално безбеден. И тоа е тоа. Нели? Не е проценката како пред операцијата, така и за време на самата операција. Доктор Димов, да ги слушнеме гледачите, па ќе продолжиме нели за самата како се изведува, предностите, што е она што е како очекување и ред други нешта што се однесуваат на лапароскопската хирургија. Добар ден, повелете, доколку веќе го имаме и првиот гледач. Ало? Добар ден, ве слушаме. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и поздрав до почитуваниот Димов.
Сакам едно прашање да му поставам. Ајде. Дали е предуслов за таа болест ако имате хемороид? Како предуслов за болеста? Дали сте се уште на линија? Да, на линијата. Добро. Нешто малку се прекина. Прашањето, еве ќе ве замолам уште еднаш да ни го повторите. Хемороиди. Да, ве разбрав, да. Хемороиди, така и јас како нешто што слушнав, дали предуслов за карциномот? Не. Предпоставувам дека тоа беше Не. прашањето. Хемороидите не се предуслов за тоа заболување, но може таквите хемороиди кои што одеднаш ќе се појават да кријат нешто друго да биде таму, но хеморидалната болест сама за себе не е предуслов за таа работа. Така, да. Добро, ама треба да се земе во предвид доколку веќе се има таква болест, Па тоа така е сето една- она што е потребно, Тоа е неопходно и една од како причините испитува. пред било какви интервенции да правиме кај хемороиди, обично при испитувањето на при гледањето, ако се одлучиме за операција, ако треба да се прави, тогаш се прави и колоноскопија со цел да не се превиди нешто такво, но самите хемороиди како болест не се предуслов. Не можат да преминат во карцином на дебело црево. Така, да. Тоа е веројатно бидејќи и чест проблем, честа проблематика е хемороидалната честа. болест, така. Важно да не се остава да се лекува и таа болест. Хемороидалната болест е, сега да искористиме со една реченица да кажем, хемороидалната болест во 90% од случаите не бара друго лекување осим конзервативно и се појавува повремено, се губи и така. Во случаите кога хемороидите се трети и четврти степен, кога веќе не се враќаат, се излезени надвор кој има пролапс, тогаш се предмет на хируршко лекување. Така, добро. Добар ден и за следниот гледач. Повелете, Добар ви ден. слушаме. Во Ало, програма добар сте, ден. да, повелете. Вклучен сум. Да, во визита. Ние го очекуваме вашето Па прашање. ја би сакал прво мојот стар пријател Фимов да го поздравим на апарат Исидор Трпковскиот тето. Поздрав, пријател. Поздрав. Добро, дали имате и конкретно прашање до доктор Димов? Не, Поздрав. Само Се поздравивме. поздраво, да. Често пати се случува кога гледачите едноставно сакаат да упатат поздрав, успеале да ја добијат, да се вклучат во визита, да го слушнеме и следниот гледач. Повелете, добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Да, добар ден. Така, ние ве слушаме одлично, повелете со прашање. Видете да ви кажам, јас едно прашање имам, немам проблем, но имам едно прашање. Јас сум направила пред 2 години контрола на колоноскопија на дебелото црево, но ме интересира на колку години најмалку или повеќе би требало да го правам тоа, макар што немам проблеми. Ради сигурност. Добро. Јас не знам пациентка на која возраст е, меѓутоа без разлика на тоа. Јас имам 70 години. 70, добро, се уште сте на Значи, линија. во случај кога немате проблеми никакви и кога ништо не е работено, еднаш да ја правите на 4-5 години е сосема доволно. Додека кај оние пациенти, еве да одговориме индиректно, кај оние пациенти кои што има полипи, кои што се вадат полипи, таму, зависно од тоа како ќе определи гастроентерологот најчесто, таму се прават на 1 до 2 години контролите. Или ако има оптеретено семена. Така, да. Кога има одредени причини, така лекарот Тогаш секогаш така може би. Иначе го вака на упатува. оваа возраст, отприлike на 5 години би било сосема доволно. Така. Период во кој што не се очекува нешто страшно Така е, да се случи, така е. нели? Така. И уште едно јавување, ве слушаме и вас, повелете. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до вашата емисија. Ви благодариме. Поздрав голем до професорот Димов. Еден пациент од Белес се јавува, Пен е пациентот. Само сакам да го поздравам, прекрасен хирург, и да ми кажете, професоре, кај работите моментално, ти сакам имам па некои интервенции да дојдам кај вас. Значи, не може да ви кажам баш кај работам, ќе почнам да ми титкаат одека, ама мислам дека затоа што водителката каже во почетокот, во система, Так, и ја ќе го ајде, кажам тоа. ајде, така. Иначе одма ќе почнат овие да свиркаат помалку. Така, да, на преглед ќе може да се дојде, да, добро е кога човек нели вели и да имам проблем и да немам проблем, може е добро да си ја проверам состојбата. Тоа е она главното што велиме препораката и пораката за превенцијата, која што заедно лекарите, стручните лица, ние како граѓани треба да внимаваме на сето тоа. Лапароскопската хирургија на карциномот на дебелото црево. Предностите, барем мал дел кажавме, веројатно многобројни се. Видите, многу бројни се предностите. Значи, осим
пак ќе кажем уште еднаш, оние што се општо познати веќе стануваат, веќе видите, лапароскопија не е хирургија на иднината, тоа е сегашност. Просто да нема скоро човек кој што не бил во контакт со некој кој што е на некаков начин опериран лапароскопски, дали е гинеколошки, уролошки, абдоминален, торакален болен и така, нема кој не сретнал и кој не може да ги види тие предности. Предностите се огромни. Конкретно кога зборуваме за абдоминалната хирургија и конкретно кога зборуваме за дебелото црево, само би напоменал дека бројот на постоперативните компликации е многу помал него ке конвенционалната хирургија. Тука имајќи во предвид постоперативни хернии, постоперативни инфекции, бидејќи дебелото црево знаете дека како орган е орган кој што не е стерилен, така да тука се огромни предности. Огромни други од суштествени предности би кажал следното, дека бројот на изнудени така наречени анус претери, односно направење на операции при кои пациентот завршува за жал со кеса, бидејќи мора да се жртвува, да се извади тоа за да може човекот да живее без карцином и да остане на таков начин, овде е многу помал. Бидејќи на многу пониско ниво може да се направи анастомозата, односно шиењето на крај со цревото, па дури некој пат може скроз да се извади и да се сошие на самиот анус и пак пациентот да живее живот кој што ќе биде не само ослободен од туморската болест, него и со квалитет подобар за него, кој ќе му возможи да биде посреќен, да живее поубав живот, поприкладен и за него и за семејството. И бројни се тие можности кои што може да се направат. Може да се интервенира на два органа во исто време, значи може да извадите и да треба да и некои други операции ги направите во меѓувреме, може да ги направите во исто време, така што предностите се огромни. Денеска нема споредба со таа работа, самата операција како операција може би е малку поскупа во моментот на изведувањето, но како ефект во целото тоа лекување и за семејството, и за самиот пациент, и за општеството, тоа е со огромна предност, бидејќи оние пари кои што не се само парите кои што се даваат за време на операција, коштањето, него и пари во постоперативниот период, кои што се одболедување, лекување и така, се многу пократки и така што целиот ефект финански треба да го гледаме во тој контекст. И со самото тоа што престојот во болница е сведен на минимум, така па тука се избегнуваат можеби и дополнителни компликации. Така, она е основното првото точно. Пациентот е пократко во болница, има помалку нужда од примање на антибиотици, од примање на крв. Вие знаете дека давањето на крв не е баш така. Не е се едно дали еден пациент ќе му дадете 2 флаши, 3 флаши или ни една флаша крв, бидејќи крвта сепак ја добивате од друг човек. И има многу работи кои ги знаеме, многу работи кои што не ги знаеме како ефекти од давање на крв. Сите тие работи, пораното излегување од болница, порано враќање кон нормалниот живот, бидејќи ова ние сега го правиме и кај пациенти не само со карцином на дебелото црево, кај херни, тие луѓе се враќаат во нормалната у денови. У денови и тоа ја прави да биде операцијата многу поприфатлива за пациентот. И веројатно и психолошката оптеретеност на пациентот, нели? Како, што ќе се изведува кај лапароскопската хирургија малку поинаку и подобро лично и за нив, така сигурно, во самата... завршува операцијата со 4 дупчиња, наместо да излезе со еден рез, кој што се знае каков е резот кај таква хирургија. Тој самиот рез, телото го регистрира, реагира на него, така да огромни се предностите и сите тие работи доведуваат до тоа да чувството на пациентот и реалната состојба на пациентот и одговорот на операцијата на целиот организам како имунологија, како имун систем, ја прави операцијата да биде она што е, односно да биде во светот, тоа е златен стандард. Значи не е тоа, ако не може ова сега да го правиме, уствари ако може ќе ви направиме ова, ако не, обратно е. Ако не може ова да направиме, ќе идете на класична операција. Но првиот избор е во секогаш да се проба лапароскопската. И голема стручност, и прецизност, и посветеност, но и добар приказ, нели, на она што е предмет на
лапароскопската интервенција, Има неколку предуслови така? за оваа операција. Прво, сигурно дека треба луѓето кои што работат да се квалификувани, да се сигурни да имаат доволно обем за да може да го работат тоа. Треба да има безпрекорна опрема, треба да има тим. Не може не еден човек во тимот. Тоа тројца луѓе кои што работат во исто време, претежно се работи со двајца или со тројца луѓе, и тимот, и анестезија, и реанимација, и хирурзи, сето тоа треба да е тим и тоа е услов, бидејќи нема, кажувам, таму цена по која што може безбедноста на пациентот да се доведе под прашање. Нема таков услов. Вие мора да гледате перфектно, мора да сте способни да го направите тоа, мора да сте екипирани као тим. Затоа што во класичната операција очите, раците се е кај еден човек, а тука правите со двајца, тројца луѓе, кој што вие држи камерата, тоа е вашите очи, другиот е асистентот кој што е едната рака, вие сте другата рака, така да тимот е многу важен. Тој тим е важен за све. Така, за се, но комплетно оваа за хирургија се. исто така е многу важен. Да. И како се постигнува сето тоа како перфектна видливост на она што делот кај што треба да се направи самата интервенција, рековте да. Прво И самата опремата слика е ја гледаме важна. со едно зголемување, една капка крв која што не би ја регистрирале или не едно крварење кое не би го регистрирале при отворена хирургија, овдека едноставно го гледате во таква форма што задолжително треба да го збринете, не може да остане така. Од друга страна, за да можете да изведете оваа операција, ве треба да се движите апсолутно во рамките на анатомијата и само тогаш може да изведувате. Ако добиете крварење, не може да направите операција. За да не го добиете, самата операција, самата техника ве наведува дека морате да направите перфектно технички, за да може да имате добар резултат. Така да. Бидејќи сме веќе при крајот на емисијата, ќе кажеме ли за крај повторно, велиме, се враќаме пак на превенцијата, повторно на превенцијата, она што велиме, на што треба постојано да мислиме и постојано да работиме. Начинот на кој го живееме животот си има тука влијание и исхраната и загадениот воздух, намалената физичка активност, недоволниот внес на вода. Не е важно само за бубрезите да ни работат и да ни функционираат како што треба. Така водата комплетно за целиот Чистата организм. вода. Чистата, да. Чистата вода е многу важна работа. Чистата средина во која живееме, храната која што ја консумираме, состојките на храната, особено вие знаете во ова време на брзо урбано живење, храната не е подготвена онака како што некогаш било. Стресот како начин на живење, сето тоа е комплексен е проблемот. И заради тоа, еве, повторно би се вратил овдека на ова што го организираме и повторно би напоменал дека подигањето на општествената свест на здраво живење е еден од главните фактори за борба против малигните заболувања. Да, не би рекол само карцинома на дебело црево, против малигните заболувања. А подигањето на свеста е нешто што е континуиран процес. Нешто на што апсолутно и како ние во оваа емисија, како во сите емисии, како во училиштата, во секојдневното живење е нешто што треба секојдневно да се информира, да се подига таа свест, бидејќи таа порака што од овдека ја имаме е вистина. Карциномот е болест која што може да се превенира. Кога тоа ќе го разбереме, ама да го разбереме буквално како што треба. Тоа значи така да ги едуцираме децата, така да ги едуцираме пациентите, така да порано се да почнува. Едноставно се да почнува порано, тогаш многу работи ќе бидат најверојатно поразлични. Бидејќи и ние самите, осим што ќе влијаеме врз нашето здравје, ќе можеме влијаеме и на средината, не? Сега да не мислиме, мене ми е добро ова што го правам, доколу не ме засега мене, па затоа имаме загаден воздух, па затоа имаме нездраво живење, ама мислејќи дека тоа не е важно за вас. Се е важно за нас, бидејќи воздухот, водата што ја пиеме, средината во која што живееме е општа. Така, да. Јас верувам дека од оваа конференција која што на 13 и 14 ќе организирате, така со многобројни гостувања и од странство, ќе може да се слушнат и многобројни искуства од надвор кои што е добро, нели, да се применат и овде и кај нас, како информација пак ќе допре и до гледачите, до граѓаните, она што како заклучок ќе биде изведен од сето тоа. Да организирате конференција сами за себе, тоа е во старт промашена работа. Јасно е дека
Пораката од оваа конференција, осим за друштвата за здруженијата кои што професионално се занимаваат со проблемот, кои што ќе имаат другата димензија на професионалниот аспект на болеста и на борбата против неа, сигурно дека основно ќе биде со сите овие работи што ги правиме, се надевам и со информираноста, се надевам дека таму ќе има многу интересни предавања од кои што добар дел од нив мислам дека ќе бидат интересни за медиумите, за посебни изјави, можеби да дадат нешто што ќе биде како порака за нашата јавност, но основното е подигање на општествената свест. Општествената свест е таа која што може да доведе до резултат. Не само на поединци луѓе, него во генерално земено како нација ние мораме да направиме повеќе за своето здравје. Така. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, останете и понатаму со нас.